Добро утро, Мики. Добро утро. Пак ја интонацијата. Тамам влезе во на рефрен, юри на За на малце, Viber. ама после тоа отиде надолу. Мики, како си, како е Како си, околу? Мики? Одлично, имаме убаво утро и во Огрид и во Струга, пријатно, 9 степени е утро во 9 двата степени. града. Годжами? 9 степени, да. Ама не Многу сте убаво. подобро од Така нас, да. така да јас многу се Па извинувам. не знам колку е Скопје. 19. Колку е Скопје, не знам. Не, Се сега не, очекува. се Се очекува очекува. да ама стигне. Струга А се Воопшто не е очекува, јас ладно, ви велам значи за во 10 моментот дека е можда. во 9, инаку сигурно во теков на денов Точно така. температурите ќе одат нагоре. Добро, Мики, Инаку за овој период од годината, да, времето е супер, прилично топли, топло е време, релативно топло, така да во Кригени веќе деновиве пијат кафе покрај самото езеро. прекрасно. Јас знам дека сонце имате, убаво време имате, но дали имате и вода? Мики, мислам телефон ти звони од страна. Мислам дека звони некој Да, телефон. еве. Или некој те гледа во Добро, телевизија сега и сме. вика, Мики, те гледам во телевизија. Или ако е нешто многу уитно, ќе почекаме. Или да му се јавам, велат, да? Да, лајв сега, јави се, Мики. Хајде, прашувај што мака има. Само пари не давај. Мики, зборувавме, да Затоа кажеме, реков, 2-3 значи, пати дека- последни за да. Струга. Дали имаме убави вести? Морам вака да ви кажам дека последниве вчерашни анализи за водава за пиење дека покажа ситуација со водава која што е во границиве на нормалава, но со оглед на тоа дека изминативе денови квалитетот на водата постојано варира, значи да речеме ако пред неколку дена матноста била 6 степени, потоа се намали на 1,5-2, па потоа пак се зголеми нагоре, така да водата се уште е забранета за користење, значи зборувам за пиење, бидејќи од Центарот за јавно здравје велат додека не се осигураа, додека водава целосно не се ичисти, не дојде како што треба во оние нормални граници, дека ќе продолжат и деновиве да земат анализи од водава од градскиот водовод од Струга, за да се утврди да бидат сигурни дека водава квалитетот на водава веќе е стабилизиран, а инаку она што е интересно е што по конечно 3 недели на локалните власти во Струга им текна дека треба да набават цистерни за вода. И ова е за поздравување, значи денес стружани на различни локации во различни термини ќе добиваат питка чиста вода за пиење со помош на цистерни. Значи барем според информациите од водовод и канализација, од 9 до 12 часот цистерната со чиста вода за пиење ќе биде стационирана кај општата болница на улицата Ристо Крле, потоа од 12 до 15 часот кај градскиот пазар, од 15 до 18 часот кај плоштадот на Револуцијата и улицата Маршал Тито и од 18 до 20 часот во населбата Езерски Лозја. Значи по 3 недели стружани конечно можат да се тргнат или да не купуваат повеќе флаширана вода за која што дадоа големи суми на пари изминативе 3 недели, туку сега конечно јавното предпријатие општината ќе има обезбедат чиста вода за пиење со помош на цистерни, она за што ние зборувавме и минативе неколку јавувања дека можеби е навистина потребно по примерот на други градови и Струга тоа да го направи. Верувам дека ќе се прочисти што побрзо тоа, бидејќи веќе- разговараме неколку денови за Недели. недели, да, За малце месец големиот ке- проблем што го има Струга и Стружани. Верувам дека ќе се Добро, реши ма што јас морам побрзо да кажам тоа. дека извештајот кој што го направија стручни лица од Градежниот факултет во Скопје, нивните анализи говорат и дека не така лесно ќе се реши овој проблем, бидејќи земјиштето каде што се наоѓаат извориве, односно земјиштето над извориве сега е во некоја така наречена растресита состојба, значи ќе треба многу време, ќе треба многу активности понатаму да се покријат тие големи дупки кои што биле направени при ископувањата,
така да велат дека не е бас сигурно дека во следниот период во целост ќе може да се користат изворите од шум. Ќе видиме, еве, значи ќе претпоставам дека ова прашање со водава за пиење во Струга уште долго време ќе се за уште долго време за него ќе зборуваме, бидејќи нема баш така многу лесно да биде надминато. Кажавме дека овие извори во шум се извори со голем капацитет. Дори градоначалникот Менди Ќура минатава недела не ја источи опцијата доколку овие извори не се користат во следниот период во функција да бидат само изворите во Горна Белица и во Заграчани, тогаш да има рестрикции на вода за пиење пореолни во Струга. Тоа е можеби најнепосакуваното решение, но доколку биде донесена одлука изворите во шум одреден временски период воопшто да не се користат, да не се приклучуваат на водоводнава мрежа, најверојатно Стружени ќе бидат принудени на ова второ решение на рестрикции за вода за пиење во теков на 24 часа. Да живееш кај водата и да немаш вода, ова се случува само во нашето поднебје. Браво, браво. За жал, за жал. Браво да не е. Тоа е нашата реалност во 21 век. Точно така. Супер. Мики, имаме некои информации за Охрид, дали се случуваат нешто интересно, да збориме за убави работи, некако. Ова е така наречен, најде под наводници мртов период, со оглед и на временските услови минатиот период, но полека, еве сега веќе знаете вие дека со подоаѓањето на месец мај, еве уште 2 месеци имаме до мај, дека се очекуваат и првите организирани групи на туристи покрај Охридсково езеро. Ја отварате сезоната. Први кои што стигнуваат на Охридскиот аеродром се туристиве од земји од Бенелукс, од Холандија и од Белгија. Но сите се во неизвестно што ќе се случува со оглед на оваа глобална криза, војната на Блискиот Исток. Ако продолжи понатаму, нема да биде баш така лесно и едноставно и не верувам дека луѓето така лесно ќе се одлучуваат на патување надвор од сопствениве држави, така да оваа криза ги засега сите, не само тие кои што живеат во тие држави, туку туристички ги засега и луѓе овде во Македонија, оние кои што се занимаваат со туризам, така да ќе биде интересно да се следи што навистина ги се случува во следниот период. Инаку, што кажав, почетокот на мај период, кога традиционално низ годиниве секогаш доаѓа првите организирани групи. Еве, минатава недела локалниве власти во Струга најавија дека во план е носење на нов закон за плажи на иницијатива на општиниве Охрид и Струга, со што треба да се реши долгогодишниот проблем со хаосот кој се случува на Охридско-Струшкото крајбрежје. Многу од плаживе низ годиниве работеа со истечени концесии, со истечени договори за работа. Се уште тие функционираат како гостителски објекти, многу и од нив објекти каде што се прават свадбени веселби, така да видиме, да се надеваме дека овој проблем ќе се реши со тој посебен закон за плажи кој што го неуваат локалниве власти, дека ќе биде донесен. Се надеваме. Некој инсистира, Мики, ние тука ќе те оставиме. Некој гледа во телевизија, сигурно. Да, ќе те оставиме тука, имаш многу работа, да не те одземеме повеќе време. Се надевам дека не е ништо итно и ќе биде нешто убаво, некој убава вест. Има повик за кафе, го чекат, дека Уште поубаво. Мики, те поздравуваме, голем поздрав од Скопје до Охрид и до Струга и се надеваме дека сите проблеми што се во моментот да се решават. Добро. За кафе, нели? Не слушам, Мики? Добро, така и кога е во емисијата во живо и ова се може да се случи. Да, ова е супер. Не е проблем. Се гледаме, Мики, има Мики, ти благодарам прекрасен многу. ден. Убав ден, се слушаме. Поздрав, убав ден. После 2 дена, сигурно. Да. Да. Чао. Чао, Мики.